Добар ден, пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на тема, односно две прашања кои што ќе ги сумираме во едно прашање од моја пријателка Инстаграм Костадиновска. Добра тема е, така да знам дека ќе ви интересира многу од вас и затоа ќе го погледнеме прашањето и ќе се вратам назад со моje мислење и одговор. Одлично ти е прашањето и го имам добивано низ во секојдневна комуникација со луѓе, особено она за цедевитата, ова првото со водата после станување и будење, не сум го имал. Искрено, мојот одговор на прво прашање зошто ти се пие вода веднаш после станување е не знам. Од причина што прво се надевам дека не е дијабет, затоа што луѓе кои што имаат проблеми со шекер често знаат да се жедни со сува уста и тоа не само после спиење, туку во текот на денот во континуитет. Од друга страна, жедта за пиење на вода после станување може да биде начината од алкохол, претходниот ден и претходната вечер доколку си ги имала, но како и да ја претпоставувам не се овие две причини и да бидам искрен, не знам зошто е таа причина и зошто ја имаш. Може би е паметно да видиш, да провериш на доктор и да направиш некои анализи ако тоа те плаши и е можеби од алармантни размери конкретно кај тебе. Во секој случај не би знаел подлабоко да одам на оваа тема и на ова прашање, затоа ќе ти дадам искрен одговор дека не знам што се случува. По другото прашање за цедевитата, прва работа за мене цедевитата е воопшто не ни спаѓа во здрави пијалоци и тоа е пијалок кој што се рамни со сите други пијалоци во типот на сокови, дали се тоа газирани, дали се тетрапак и така натаму. Она што многу луѓе ги лаже по основ на цедевитата, еве конкретно што ти ја праша, е тоа што се промовира и ако ја видите етикетата, промовира одредено здравје и носител дека е на мултивитамини, но доколку подетално малку погледнеш на етикетата, ќе видиш дека се работи за сериозна количина на шекер која што има во една чаша на цедевита. Јас уопште не би ти ја препорачал и ни една во текот на денот, ако одиме од аспект на тоа дали ми носи некаква вредност и дали ми прави некаков бенефит, значи уопште само ти прави штета, дефинитивно. Така да по тоа прашање би ти кажал директен одговор дека јас ни една чаша не би ти препорачал и не би испил цедевита ако целта ми е да внимавам на мојата исхрана и тоа што внесувам во моето тело. Ако се работи за можеби ден во кој што или период од денот и оброк кој што го рачунаш како грев, во тој случај можеш, затоа што можеби за некој гревот ќе биде со друг некој газиран сок, за некого гревот ќе биде со благо и не знам што. За тебе може да биде гревот со цедевита ако тоа ти се допаѓа. Така да, фала ти уште еднаш за прашањето. За првото ти кажав насоки најдобро ако е тоа сериозно нешто, провери и консултирај се со доктор. Не можам да ти одговорам комплетно и се разбира секој од вас го охрабрувам да слободно ми поставува прашање и да правиме интеракции, да носиме вредност на луѓето пред се, бидете себични за вас, неминовно ќе помогнеме и на уште некој кој што се мачи со истото прашање или го интересира одговорот на одредена проблематика и тема. Тука ја се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следната епизода, а до тогаш имајте си убав ден. Чао, чао!